Добро вечер. Четврток 22 часот. Време за емисија Процента на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Денес и утре заседава ова македонско-бугарска комисија која треба наново да ја напиши таа заедничка македонска-бугарска историја, како што тие дефинираат заедничка македонска-бугарска историја. Јас не се согласувам, почитувани гледачи, можеби имаме некои делови на таа историја кои не се заедничка, меѓутоа горото или доминантно дел на таа историја е посебна македонска и посебна бугарска историја. Меѓутоа, знаете, наоѓаат луѓе кои се јаничари на едната или на другата страна, тие добиваат одредени задачи и пишуваат одредена историја која ќе биде по мерка или по волја на властите во Скопје и многу повеќе на властите во Бугарија. Ние имаме едно ексклузивно интервју, едно жестоко интервју, едно интервју кое ќе се изгледа во еден здив, тоа со Стефан Влахов Мицов, човек кој е роден во Бугарија, човек кој има завршен историски факултет во Бугарија, не е член на македонската историска комисија, бидејќи знаете која порака ќе беше пратена. Ние преговараме за заедничка историја, негираме дека не постои македонска историја до 1944 година, дека македонската историја е фалсификат на бугарската историја, а имаме човек кој е роден во Бугарија кој се чувствува како македонец. Знаете, бугарите најмногу реагират на таа декларација на Европскиот парламент дека постои бугарско малцинство. И ние требаше Стефан Влахов Мицов да го ставиме во нашата комисија, бидејќи тоа ќе беше најголем доказ дека македонците не се вештачка нација. Бидејќи ако се вештачка нација во Варадарска Македонија, во наводници или во денешна Република Македонија, како може да биде вештачка нација во Република Бугарија, посебно во градот Габрово, кој е таму некаде на границата помеѓу Бугарија и Романија, не помеѓу Бугарија и Македонија. Значи 50 минути едно жестоко интервју со Стефан Влахов Мицов. Останете со нас, сигурно нема да зажалите. Добар ден, господине Мицов. Денес е среда некаде 14 часот, значи утре, четврток и петок, заседава македонско-бугарска комисија која ќе треба да испише историјата, нели, таа заедничка историја на Македонија и на Бугарија. Да ја ревидира во суштина вистинската македонска историја. Некоја историска капитулација всушност треба да ни се случи, точно така. Најпросто кажано. Да. Кога во јули го снимавме последното интервју некаде пред 3 месеци, предпоставав дека многу брзо ќе снимаме следно интервју, дека ќе дојде ескалација на македонско-бугарските односи. Многу ми насмета дека пикот на таа македонска ескалација ќе биде односите Преспанскиот договор. Јас секој сум очекувал дека пикот, дека енергијата, дека таа една разорна мок што се случува сега во Република Македонија, дека својата експлозија ќе ги има во тие македонско-бугарски односи. Што се случува со Бугарија? Значи Бугарија брутално се обидува да ја прегази Македонија на еден историски план, буквално да ја прегази Македонија. Бугарија делува на ист начин како за времето пред Втората Балканска војна, за времето во времето на Првата светска војна и исто во почетокот на 1941 година, кога влезе и окупира Македонија. И кога ги читате бугарските политичари, они тоа или овие работи ги имат издигнато на ниво на капитулација, на ниво на победа или на ниво на пораз. Кога читам овој потпредседателот на ВМРО БНД, што е пратени во бугарскиот парламент, тој вели ние нема да капитулираме. Значи те употребуваат такви формулации, ние нема да дозволиме да капитулираме пред Македонија. Значи така ја доживува целата ова расправа околу историските личности. Тие зборови се исти како ако отворите зборовите кои се користили бугарските политичари, како веќе наведох, нали, пред Втората Балканска војна, Првата и така натаму. Сега, тие мислат дека, како и тогаш се мислили, дека Македонија веќе е една озриена руша и може секако веќе да ја лапнат. Тој е Милен Михов, значи тој е потпредседател на партијата на Каракачанов. Да. И тој употреба формулација, јас ќе цитирам, нема да дозволиме да капитулираме пред Македонија. Треба да им испратиме порака на Скопје, дека не можат со помош на Брисел, со помош на меѓународна, да извршат притисок врз Бугарија. Притисокот е она резолуција на Европскиот парламент. Така е. Кај што се спомна македонското малцинство во Бугарија, и тоа ја запалува црвената сјалица, црвената лампа во Бугарија, бидејќи ако има македонско малцинство во Бугарија, тогаш како може да нема македонски народ во Република и тоа е едно шахмат ситуација, едно салто мортале за целата бугарска политика. Точно така, но тие сега точно тоа е значи си мислат дека е дошол моментот кога значи како се вика и тогаш кога се викали да ја земеме целата Македонија. Тоа е. Сега истовремено има таков момент. Дека господин Мицов, се извинувам. Да.
како ќе зема цела Македонија? Овие 30 години се борат за двојазичност. Да. Зборам за Па за тоа зборам за Али Ахмети. Да. Ако некој се бори за двојазичност, тој не е сака само Илирида или Западна Македонија. Јасно. Тоа е сака цела Македонија. За тоа викам дека ние сме во иста состојба како претходните, како ги наведох. Затоа што бугарите мислат дека еве сега ние мора ги натераме да капитулират. Сега се нивните. Така, нивните 5 минути, како кажах јас тогаш во јули. Добро, сега. Албанците исто така мислат, па тие нема да тоа прават тирански платформи, лириди, геноциден народ сме и така натаму. Сега, и тие истовремено, како и тогаш, нали, пред 1913 не албанците, тогаш срби и грци, мислат. Грците исто така, па тие сега Преспански договор, па е друго влијание економско и шо мислат. Ама сигурно го Нисов. Ако грците направиле да се викаме Северна Македонија. Тоа го направиле за еден ден Северна и Јужна Македонија да се спојат. Значи, какви се овие 5 минути на бор? Видите, значи јас познавам многу промашени политики и стратегии на Балканот и во Европа. Најпромашена стратегија, најшутрачка стратегија секојаш имале бугарите генерално. Значи овој прави име, кој е Северна Македонија, со идеја еден ден Северна и Јужна Македонија се обединат. Овој прави цела политика на двојазичност. И смета дека двојазичност треба да има на цела територија на Македонија, значи тој не се задоволува со оно трето, четврто, петто комунике на учака да не избркат од нивните вековни огништа западна, но туку да направат една експанзија према источна Македонија. Србите велат на територија на Јужна Бановина е направена Република Македонија. Точно така, па тие нема да гледат дека нали на точно на нивната територија која им беше дадена, и нали почнуваат црква, Ивица Дачич и така натаму така. И што почнува? 27 април, кај што се гледа српската рака во целата ова работа влез во парламент и така. И сега бугарите викаат сега ние ќе победиме. Така. Сега. И ова е трета Балканска. Па нели тоа ти личи како пред втората Балканска војна? Ова е трета Балканска војна. Ако имаме трета светска војна во светот, биолошка војна, ние сега имаме трета историска Балканска војна. Точно тоа. Точно тоа. И за тоа колку и да звучи странно, нали, и така, тоа е тука шансата и на самата Македонија. Кога сите скокат да се тепат за тебе, така е. Ако си паметен, нашата цена расте. Нашата цена расте, ама тука мора веќе ти да си паметен. Кога сите се тепат, нека се тепат. Во Македонија има дефицит на памет. Има дефицит. Голем дефицит. Значи ние можеме дефицит у буџет, можеме дефицит у девизни резерви, можеме дефицит е тука. Во трговска размена, тука ни е најголеми дефицит. Но дефицит на памет и на стратегија, секој има. Ни недостасува секојаш. Гледате која харанга, која хајка се случува со 11 октомври. Андреј Ковачев, излегу Андреј Ковачев. Тоа дека бил провокација таму кон тоа. Значи, се смета може наследник на Бојко Борисов, европратеник, заменик председател на ЕПП, ова партија, Европски народни партии, кај што членува и ВМРО да помане, и на Фејсбук пишува зашто му е нужна на Заев таа анти-бугарска провокација. Значи, видите, они сега Заев го прават патриот. Демек Заев води анти-бугарска кампања и ги штити македонските интереси. Видите, да се удави човеку капка вода сега, значи, со глупа политика тие ќе го направат Зоран, ако овој не капитулира, шутрачки кој капитулираше во сите овие 3 години, тоа ќе го направат патриот. И продолжува еден србоман, еден србоман убива од грб еден бугарин, татко на 3 деца и роднина на Дамјан Груев. Тоа тие го нарекуваат народно востание и го слават секоја година. Тоа е Андреј Ковачев. Андреј Ковачев кој е стратешки партнер на ВМРО да помене. Александар Николовски е специализиран да ги пренесува информациите на Андреј Ковачев, тие што му ги дава тајно Андреј Ковачев, а Христијан Мицкоски еве пред 2 дена на Самовистина се промовираше во портпарол на Екатерина Захариева и кажуваше што Екатерина Захариева му кажала на Бујар Османи. Така, ама еве сега Ивајло Дичев што кажа тогаш, дека самото постоење на Македонија, тоа бугарите го мислат како е акт на агресија кон нив. Самото постоење. Ете, тоа тој го кажа директно. Ова историчарот. Ивајло Дичев, професорот, нали, кој е тоа? Дека само што постоиме е веќе проблем за Бугарија. Голем проблем, така е. Сега. Добро, како да се излезе тоа? Гледате, ви имате на теза која сум ја читал изминатите 5 или 6 години, кај што велите дека
конфликтноста во бугарското општество е секогаш огромна. Сега бугарите сочуваат со еден развој на ситуацијата кој не им иде во корис. За 20 до 30 години според нивни анализи, бугарскиот народ ќе стане малцинство во Република Бугарија. Тоа покажува дека Бугарија е составена од 100 етнички групи и дека таа конфликтност не може да ја контролира внатре во Бугарија. Практично, Васко, и сега моментално, значи, бугарите се малцинство. Само што не најавено малцинство. Ако ги сметнеш другите практично се малцинство. Практично се малцинство. Но тоа е дека секогаш внатрешните конфликти, еве сега има конфликти 97 дена се обидува да синат Борисов и така. Внатрешните конфликти тие сакат да ги преекспонират надвор. Значи таа агресија која внатре во самото бугарско општество, таа да ја трансформират агресија надвор. Значи мора да имат надворешен непријател. Мора да имат надворешен непријател, за тоа ако имат надворешен непријател, таа внатрешна агресија ќе стивне и ќе се обедини против надворешен. Бидејќи Турција е мокна, не може да водат конфликт со Турција. Нели пред 30 години ја правеа она операција наменување на турски во бугарски имиња, кај што 200-300 луѓе нели бе дури иселени во Турција. Романија е членка на НАТО и исто е мокна 22 милиони, не може да се спротиста Добруџа во тој дел на Добруџа. Грција е мокна со мокни сојузници. Грција си има сојузници, така. Значи останува делумно Србија и најмногу Република Македонија. Точно така. И затоа Македонија им треба за да ја направат непријател и да ја зголемат или да ја засилат тако кохезија внатре во Бугарија. Така ве разберам. Точно така е. Па точно така е. И така е било секогаш. Така е било секогаш. Кога ги гледам во 20-тиот век секогаш, еве сега тие граѓански војни во тоа во Бугарија кои се водат, сега тие се смируваат кога одиш надвор. Ако тие немаат војни, прва, втора балканска, прва светска, втора светска војна, тогаш имат конфликти во Бугарија. Па тогаш имат конфликти и тогаш ќе се, па тоа има сами бугарски политичари се кажале, па ние ќе се изедеме во себе внатре. Бојко Борисов пред 4 или 5 години поднесе оставка врз база на масовни протести во самата Бугарија. Тодор Живков режимот со масовни протести е рушен. Жан Виденов со масовни протести. Тие немаат леп да јадат, барат леп, тога Стефан Софијански кој технички премиер бара жито од Бранко. Значи тие ако немаат конфликти како балканска светска војна или некои други војни, имаат конфликти во самата Бугарија. За тоа значи тие практично се нестабилно општество. Нестабилно општество, значи тоа општество кое мора да се држи само со тоа, како во времето на социјализмот, само со јумрук и тоа. Ако го оставиш класична демократија, тие ќе се распаднат за тоа време. Потеклото проблематично, етнички состав проблематичен, јазик проблематичност, генеза проблематична, национална структура проблематична, асимилират роми, асимилират турци, негират македонци и нормално им следува резолуција на Европскиот парламент, кажува мора да го признаете македонското малцинство. И што правиме сега? Треба да го признат македонското малцинство во својата држава во моменти кои негират постоење на македонски народ во Република Македонија. Но истовремено тие викат, тоа е многу опасно за тоа што? Значи, тоа е како една верига. Ако признаеш македонско малцинство, тогаш таму, значи тогаш мора веќе почва тие бомбите да грмат. Почнува да се други, пошо и другите малцинства барат така и крај. И турско и ромско. Нема веќе држава не постои. Треба да се направи само еден чекор. И ако тие капитулират сега на Македонија, во наводници, и тие точна формулација употребуваат како нема да постои држава. Нема да постои Бугарија. Да, нема да постои. Ќе се детронизира, ќе се деатомизира, ќе се разгради самата бугарска. Точно така е. Точно така е. Значи ова се некои преломни критични моменти за Бугарија и тие навистина имаат мал маневарски простор или ќе пробат на нивни бугарски начин да наметнат една политика или ќе им падне владата, ќе се распад. Уште повеќе кога наоѓа тука добра клима. Добра клима. Пошо ако има сега тие не огаја пред секогаш имат таков проблем. Сакате да кажете дека по трети или четврти пат
македонци ќе ја спасуваат Бугарија од пропаст? Сега Бидејќи ако историски се вратиме назад, или до 918 или од 945 година, македонци ја спасуваат. Можеме и да објасниме, бидејќи дел од нашата публика не ги има тие информации, не ги знаат тие информации. Како македонци или од 918 година, че тоа е крај на Прва светска војна, ја спасуваат Бугарија. Крај на Прва светска војна, кога значи тука македонскиот фронт е пробиен, бугарите се поразени и тие масовно бегат одат према Софија. Значи одат према Софија, ама предходно во предходните години е имало многу бунтови во бугарската армија. Незадоволство. Има многу стрелани, те не се сакали да се бијат. Во текот на Првата светска војна. Во текот на Првата светска војна. Иначе овие се деморализирани, ја губат Првата светска војна. Деморализирани, ама истовремено и со голем гнев кон тие кои се ги натерали да војуват. Тргат према Софија. И тргат преку Софија. Поминуват во Радомир се прогласува република, Радомир е близу до Софија, тоа е на 40-50 км. Толку, значи и веќе и пред Софија и стигат до Владаја. Нали, кој е на 18 км, дури тие поминуват малку од Владаја, тие кои истигат, дури некои делови, части, воени, тие восстаннички части, се били на околу 10 километра. Значи ја гледале Софија, е така, и тогаш практично одбраната на Софија ја врши тоа генералот Александар Протогеров. Значи Александар Протогеров ја брани царска Бугарија и успева да ја од властаниците. Значи човек со македонско потекло, некој роднина, точно така. Кој на Мартин Протогеров. Убиството Тодор Александров е начело на ВМРО 24-28, кога и тој е убиен. Присутен е кога е убиен Тодор Александров. Александар Протогеров. Значи не, тој не е присутен, иако потоа намерно го обвинуваат дека е тоа, значи не. Значи тој не е бил присутен, но така или инаку таму тие го убиват, Иван Михајлов го убива со таква тоа дека е бил значи соучесник во убиството. Значи соучесник е Александар. Соучесник, така. Значи Александар Протогеров, прадедо на Мартин Протогер, ја спасува царска Бугарија или од 918 година од ова незадоволна структура, војнички елемент, кој погубење на Првата светска војна од македонскиот фронт, балканскиот фронт, тргнува према Софија. Така е, точно така. Одбраната ја води Александар Протогеров. Тоа се шокантни информации. Тоа македонската јавност тоа се многу познати информации, ама даваат светлина. Проблем е дека не се знаат тука, затоа што колегите кои работат во тој дел мора до тоа. Ама намерно ги кријат, Мицов. Видите, намерно ги кријат. 44-та година, према 45-та година, Бугарското политбиро брои 12 члена. Така. Колку се македонци во тие 12? 7 од тие се македонци. Значи 7 се од 12 члена 7 се македонци. Горна Џумаја Благоевград носи одлука за приспојување со Народна република Македонија. Точно така. И тогаш Бугарија уплашена интервенира во Белград за да можат отлуките со Југославија, значи така да се носат Софија Белград по таа релација. Е така. Значи има одлука. Да, и се всушност се извинувам. Таа Горна Џумаја Благоевград. Тоа е Пиринска Македонија. Тоа е Пиринско, пошто станува збор за областниот комитет, значи на областа. Значи на цела област. Таа опфаќа Пиринска Македонија. Така. И сега, значи, и тие, значи, членови на македонското политбиро доаѓаат во Пиринска Македонија, значи, за да убедуваат дека, значи, прво мора да се спаси Бугарија, победена Бугарија, а потоа ќе се реши македонското прашање. Победена во Втора светска војна. Победена во Втора светска војна. Е делна фашистичка или нацистичка алијанса во Втора светска војна. Точно така. И наместо да биде пуштена низ вода, како гној на историјата, која учествува во тој фашистички, нацистички проект за делење на Европа, овие македонци кои се членови на Политбирото ја спасуваат Бугарија наместо да се спои. Наместо да се спои, ама тие е сега. Значи, тука е егоцентризмот. Тука е, значи, личното его. Зашо? Јас сум размислувал зашо е така. Зашо се мислили? Затоа што е сега прагматично тие се мислели така. За личен интерес. Личен интерес сега. Сега ќе ти кажам. Значи тие се размислували така. Добро. Ние ќе споиме
Македонија, значи кон Народна република Македонија ќе споиме Пиринска Македонија во ред. Потоа што со нас? Голем дел од бугарското општество надвор Пиринска Македонија, тие се шовинистички. Така се, нали, во Втората светска војна, па и во Првата, така се пропагандата делува. Значи, и ќе им кажат дека се предавници. Значи, добро, тие тоа. Второ, тие си викат, добро, што ќе направиме? Ајде ние ќе споиме и ќе одиме да кажеме во Југославија, нели така? Ама во Југославија и во Народна република Македонија си имат своји борци кои се тоа. Во Југославија, во Белград си има своји. Тито, сега па тоа сега. Сега, а ние што? И за тоа тие барат да се спаси тоа за да можат да управуваат, да бидат власт, да бидат комунистичка власт. Кај опираме? До тука опираме. Секогаш така опираме. За својата индивидуална корист. Овие 7 македонци кои се мнозинство во бугарското политбюро на бугарската комунистичка партија не дозволуваат Пиринска Македонија да се спои со тогашна Народна република независно од желбата на населението, од петициите, од отлуките и така натаму. Бидејќи тоа беше многу поверојатно да се спои Пиринска отколку Егејска. Во Егејска Македонија имаше 250.000 американски, британски војници. Во Егејска нема, таму има отлука на големите сили и така, таму апсурд. Дури има и операција Кошница со мед, кај што вели дека преку Вардарско-Моравска долина, ако нападнеме на Солун, британската армија ќе стигне до Белград. Не, тоа е апсурдно. Сега со денешен датум некои се обидуваат тама да прават експерименти, тоа не. Меѓутоа со Пиринска Македонија беше реално да биде споена. Апсолутно, затоа што самото население сака. И по втор пат македонците во Бугарија спасуваат царска Бугарија, односно сега комунистичка Бугарија. Спасуваат за да управуваат и тоа. Па гледај, во сега нели во тие дискусии, да не кажеме караници, меѓу Тодор Живков и Крст Црвенковски, стенограмите, нали, тука се објави. Што тој вика, значи во една третина вика од членовите на Централниот комитет са македонци на Бугарската комунистичка партија. Па вика што да правиме? Тој тогаш, а тоа е 67 година. 67, не 44, 67, продолжува да бидат тоа. 33 години по завршување на по завршување, ете така. Се извинувам, 23 години по завршување. Да, 44, 67, 23 години толку. Ама тие продолжува и во 70 години имаше учлена на политика. Ги читате овие тези, ги слушате овие тези, вие таму имате завршено, ги знаете сите овие историчари, ги знаете Каракачанов. За нив на жал ги знам. Ги знаете. Да. И вие не смеевте да бидете член на оваа комисија. Значи, членови на комисија не смете да сте вие, Стојков, сите кои се бидејќи знаете, не само што ја знаете историјата, туку тогаш ќе треба да се докаже дека некој што е македонец во Бугарија е член на македонска комисија која со бугарски историчари ќе дебатира околу одредени историски личности кои се заеднички. Сега што направија бугарите? Тие ставиат во комисијата, тоа е Наум Чукајчев, доцентот, кој е тоа, значи, кој има потекло од тука, не знам дали од Охрид беше или кај од Битола, значи, може да има. Го стави, за да покажа дека е така. До Охридско езеро. Да, е така. Но ние не смееме тоа да го направиме. Ние не смееме и практично. Сега ти знаеш дека не смеете вие. Не смее Стојков, не е член на комисијата. Значи сите кои ги проучуваат токму тие спорни периоди на македонска Бугарија не смеат да бидат дел на историјата. Јас тоа сакам да кажам. Сега ние за тоа 26 историчари уште пред потпишувањето на договорот со Бугарија, нели излезовме официјално дека договорот е штетен и комисии кои и во иднина ќе се формираат со штетни. Тоа нешто излезовме не во јуни. Значи не ги признавате. Па не ги признаваме 26. Резултатите на нивната работа 49 историчари. Значи се универзитетски професори. Сега нали тука сосема скоро. Зашо? Затоа што практично, нали, отворено да зборим, во таа комисија од 7 луѓе од македонска страна, значи има таму само еден стручен за односите со Бугарија кој ги знае работите, тоа е професорот Ванчо Георгиев. Нали, кој работи во тоа. Значи, никој од тие другите кој за Даме Груев. Тој има објавени документи како да, но во споредба со останатите. Тој единствен разбира работите за тоа што никој
од комисијата, никој од комисијата не е работил во бугарски архив. Никогаш. Значи, не е влегувал. Освен значи Ванчо Ѓорѓиев, никој нема Никој не е влегувал во бугарски архив. Тој не знае, тој не е видел ништо. Не знае како размислуваат бугарите. Сега, така. Сега, практично. Тоа е. А сега, како ние навистина, јас понекогаш безнемам, нали, навистина безнемам и за тоа и пишувам. Ние навистина имаме многу стручни кадри. Значи Мицов, ние можевме и некој за антички период. Чекај сега. Еве за тоа ти Ајде да видиме. Сега, за антички период, значи една многу квалификувана, иако е релативно млада, Катерина Младеновска-Ристовска баш работи во тој антички дел, во античка македонска историја, точно тоа. За средновековниот дел ние имаме еден како професорот Митко Панов, имаме како Стојко Стојков. Сега јас само ќе кажам дека тоа, значи докторатот, само ќе прочитам насловот на докторатот, неговиот 600 страни кој го одбрани и тоа. Значи, Словени и бугари во Македонија и Бугарија од 7 до 13 век, појава и значење. Па кој друг, ти него ако не го ставиш, кој ќе ставиш? Па тоа е навистина идиотизам. Сега, имаме за периодот од 16 до 20 век, знаеш, угледниот професор Михаил Миневски. Значи да не кажеме сите. Значи ние Елка Учар како езиковед. Значи ние Мицов всушност се однесуваме ко турскиот султан, и ако има завршено земјоделско или си експерт за земјоделие, те става за медицина. А ако си за медицина, те става, не знам, за географија. Зошто? За да не си капацитетен, да не си стручен, за да може да те манипулира. Значи на тој принцип е направена ова македонска историска комисија. Јас кога гледам, за да може, бидејќи тоа ги имат направено двете министерства за надворешни работи. Така е. Бугарското и македонското. Ставили антрополог од наша страна, ставили Љупчо Ристевски, нали? Ние имаме еден отличен антрополог во Институтот за национална историја, професор Драгица Поповска, отлично. Абе ние ставаме луѓе кои немат појма, бе. За да изгубиме. Значи, по трет пат да им помогнеме на бугарите да си ја спасат државата. Па тоа се едно, значи да се бори Барселона со некои таму мал тим и сите тие 22 кои се играчи и да пуштат јуноши на 13-14 години. И да му ги скршат нозите на Меси, да му ги скршат. Не, тие воопшто нема да учестват, нема да ги стават. Значи, ние учестваме не со прв состав, не со втор, не со трет, а некаде со 5-6, шести состав. Добро, Мицо, вие сте имате завршено во Бугарија. Во Софија имате историски факултет. Имам, да. Ги знаете овие бугарски историчари? Да. Историчари Каракачанов, историчари Парванов. И сите тие работат за бугарските служби. Така, да. Сите имат псевдоними, имат соработка со и Божидар покојни Димитров. Види сега, јас ќе кажам и тоа, дека и сега луѓе во комисиите кои се со Бугарија, во бугарската комисија, работат за службите. И сега, и сега од овие бугарски историчари кои се во бугарската комисија? Да, работат. А има ли од македонските историчари кои се во македонската комисија луѓе кои работат за службите? Јас не знам. Дали работат... Министерката за култура која беше од Институтот за национална историја, работеше во Агенција за разузнавање. Да, јасно, да. Така, сега, госпоѓата значи, Ирена Штефовска. Има, значи, така дека некои работат... Кој имаше битно влијание и врз изборот на нов директор, значи Драги Ѓорѓиев е нејзин пријател. Значи тоа битно учествуваше во изборот на нов директор на Институтот за национална историја. Тоа кога збориме за современиот период. Драги Ѓорѓиев е преведувач. Преведува турски. Добар преведувач, ама тоа. Сега, значи, во новата историја, ние имаме надвор од Тодор Чепреганов, имаме еден Ѓорѓи Малковски, кој е многу опасен. Опасен во каков смисол? Надвор од тоа дека е многу добар професор, но тој беше 2 мандати во комисија за лустрација и знае именно кои се од овие историчари. Тој може да ви каже сега кој за каде е работил, пошто некои работат и се работили за странски служби. И добро, ќе седнат ќе се договорат со историски личности. И ќе треба да се договорат за Тодор Александров, за Ванчо Михајлов. Што ако се договорат дека се бугари? Што ако ја прифатиме тезата на Љупчо Ѓорѓиевски, кој дава пред 10 години во емисијата во Центар дека половина од Централниот комитет и Извршниот комитет, дури 2/3 на ВМРО ДПМН во него време биле бугарофили.
Што во таква ситуација? Тоа ќе значи дека овој 23 октомври всушност е празник на една партија која до 1944 година се била на бугарски позиции. Сега тоа Што правиме во таква ситуација? Значи, Ке треба ли таа партија името да ги пратиме во историја? Значи, тоа не е точно, за тоа што, значи, во периодот 1893 1908 година. Ама тие направија на Кичевскиот конгрес, Да. тие прифатија континуитет. Тоа Со 1890 година. Не ги терав јас тоа да го направам. Јасно, ама Значи сите пралјавштини на историското ВМРО си ги презема на Кичевскиот конгрес. Тоа нешто и тоа е голема идиотизам, затоа што не можеш да бараш, ти сам си правиш автогол. Даде? Си даваш гол. Самоубиство си правиш. Да, баране континуитет. Как е да направиш континуитет ти од една страна си имаш Гоце Делчев и Јане Сандалски, од друга страна ти имаш Тодор Александров и Иван Михајлов. Ајде сега. Како ќе правиш континуитет? И зашо ти е тој континуитет? Тоа е баш партиската работа. Кога партијата ти се постава на државата, на државниот интерес, на национални. Ете за тоа ти. Гледате, и ВМРО падна бидејќи со формулација за робена држава. Падна со формулација. И кога ќе седнете да видите 23-ти, кој де факто се смета како почеток на формирање на една партија, тоа е ова партија ВМРО-ДПМН, ние го славиме како државен национален празник. Ако ден на формирање на една партија, вие го славите како ден на револуционерно движење и како ден на државен празник на Република Македонија, тоа значи дека вие ја поистоветувате државата со партијата. Кога ќе поистоветувате државата со партијата, тога секој напад на ВМРО-ДПМН, на политиките на ВМРО-ДПМН, нормално е да се доживуваат како напад на државата, бидејќи постои сраснатост. Ама тоа е, значи... Тоа ни комунистите не го правеа. Да. Комунистите са били Дури комунистите не го правеа. Ама чекај, комунистите са били паметни кога се борили. Ти не гледај сега тука трето, четврто колено, некој кој забегани во тоа. Ова се од четврта лига. Па чекај, па се што е изградено тогаш и тоа и 44-та победата, па и потоа еве ги универзитетот како се среди, Институтот за национална историја, па за литература, па за јазик, па архив. Кој го направи? Са го направили сегашните идиоти. Ама сите во светот му симнуат капа на Блаже Коневски. Излага ова Несреќа Каракачанов и вели незавршен бугарски студент. Значи, гледате, сите на неговата гениалност капа му симнат. Еден млад човек успеа да кодифицира еден јазик, што е стравично тежок процес. Само овие шутраци од Бугарија пукат по сите. Значи, Блаже Ристевски бил Лаже Ристевски. Академија на науки бил Академија на неуки. Гледај сега, тие и во однос на Блаже Коневски са комплексирани и зашо? Затоа што Блаже Коневски, кога е бил, значи, неколку месеци во Софија, тој е правил, значи, на пепел, тоа, значи, професор направи пепел, овој професор кој му е предавал Мирчев, нали, во тоа, значи, затоа што тој не е седел така да слуша лекции, туку ги е правил тоа, овој се чудел што да прави. Значи ги правел растур систем. Растур, ете така. Ги правил растур, нали, во тоа. Како Баер Минхен ќе победи Барселона. Да, ете така. Значи на теренот на Софијскиот универзитет ги е правил на. Значи бугарите не можат тој комплекс. И го натера Киселиновски кој е ментор на Антонио Милошевски, Џуџе Тоднебрегово, Кини ги пишуваше, па подоцна се сликаше со Каракачанов, па го праќа со бугарска поддршка да специализира, докторира во Германија. Ете, тоа е сега ние кога збориме. Зборуваме дека бугарите сакат, нали, повторно да ни пишуваат историја. Ама значи проблемот е тоа дека ние, значи, допуштаме во некои делове такви идиоти тука политичари да менуваат историјата. Мицов, се извинувам. Историја се пишува на ново, на окупирана територија. Да. Тоа значи дека Бугарија длабоко во себе, не се откажала од својот порив да ја окупира Македонија. Секако е. И тоа ќе е втора фаза. Првата фаза да се напише историја која ќе им овозможи да ја окупират. Па точно така, да им даде образложение, точно така. Подлога да им даде, точно така. Ма така се делува. И тоа е есенцијата на ова што сега ни се случува. Затоа ни велат капитулација, нема да дозволиме. Точно така. Па види сега, ама за тоа ти викам, ние тоа кога одиш ти
одиш во комисија и со симнати гаки. Ама тоа е, гледај сега, тоа е јасно. Затоа што тие нели самите викат, договорот е политичка одлука. Политичка одлука, нали така? Добро. Сега во договорот пишува да се сформират комисии и тоа е политичка одлука. Тие си барат за својата политичка одлука, си барат соодветно вазали. Си барат тоа. И па точно така. И ги наоѓаат 70 години. Тие не обвинуваат дека сме ние политичка творба, коминтерновска творба. И по 70 години тие доаѓаат и барат политичка историја. Да, точно така. А политичка историја може да формира политичка нација и политичка држава. Не може да формира Јас не сум слушнал за Коминтер во 19 век, ама некои може да се слушнали. Како Коминтерната им направила? Не ве, пошто македонската преродба, тоа са, значи, нели, македонското прашање е на повеќе од 200 години. Така, сега, ако сега тука е 50-60 години останатото, зашо има македонско прашање? Затоа што има македонски народ, бе. Ако немаш народ, ќе имаш ли прашање? Еве да ја прифатиме таа нивна шутрачка филозофија. Дека дошол некој и бугарски народ претопил и направил македонски народ. Тоа значи кој пластелин се они као народ. Ако некој може во една година да направи од бугари македонци, тоа значи дека они немат ни темел, ни стожер, ни цврстина, ни селина. Дека тие не се некој, не знам, не се некој грани, туку се стиропор. Може да го трни стиропорот и да направиш од бугарите што сакаш, утре може да направиш Роми, Турци и така. Ама и така, значи толку е. Ама и така е правилно. Фрустрат, па да, бугарите, они знаат дека се така направени. И знаете, тоа е како крадец кој во секој гледа крадец. Тоа е бугарската филозофија. Абе своите мани ги се обидува да ги префрли на другите. Тоа се. И сега ќе дојде и ќе речи Србија направи македонската нација, коминтерната 44. Па Тито е словен, пола словенец, пола хрват. Како можеш пола словенец, пола хрват да направи македонска во интерес на србите? Па кој прави македонско малцинство во Бугарија? Еве вие сте личен пример. Тито ве направи, вие сте во Бугарија, во Габрово сте родени. Тоа не сте родени у Пиринска Македонија, вие сте родени таму до Велико Трново, горе без малку до романска граница. Кој можел од вас да направи македонец? Затоа ве нема комисија. Кој од Стефан Влахов Мицов можел да направи и после ќе извада тој не знам на Дансо работник, на НКВ и така натаму. Точно сите тие нели нивни гнасни конструкции. Како некој не размислува, не одма е предавни купен, платен. Секако тоа. Ама види, и тоа и добро и да кажеш. Гледај сега, тоа е тие практично са значи повредени тука. Затоа да кажеш на некој примерно да кажеш родени или повредени. Родени или повредени. Види сега, некои веќе и генетски се повредени, некои потоа така. Сега. Значи нема спас. Нема спас. Сега да кажеш примерно дека Стојков или јас сме предавници, па тоа е голема глупост. Затоа што предавник, ти можеш да бидеш предавник на својот народ, на својата нација. Значи јас можам или Стојка да бидем предавници на македонскиот народ. Не можам да бидам предавник на бугарскиот кога не се бугари. Како ќе бидеш предавник на бугарски? Ова е Каракачанов. И па шо? Ова е Каракачанов, ова е Џамбаски. Значи дури ни презимињата им немаат македонски корен. Кара, црно, турско, презиме турско основа, овој Џамбаски, значи продавач на магари нема коњи. Или Каракачани со оние власт. Парите, тоа само парите ги обидинуваат, само парите, тоа ти. Значи не она соединението спасава Българија, туку само парите ја спасуваат Бугарија. Види сега соединение, ако има и соединение на пари. Гледате со која жестина тие го напаѓаат 11 октомври. Па види, со која значи не било тоа борба против окупација, туку била граѓанска војна. Значи гледате со која жестина они тоа, значи толку имаат проблем да се соочат со реалноста. Добро, чекај сега. Види, јас ти викам, на секој нивна реченица таа е глупа. Граѓанска војна. Ајде сега, добро, во таа граѓанска војна ли беа убиени 26.000 македонци? Кој ги уби? Не ги убија македонци, убија ги бугарите. Така е. Па како сами се убиле? Ако е граѓанска војна, мора македонци да војуват со македонци. Во Србија војуват четниците, примерно со тоа, со партизаните. Сега, кој ги уби тие 26.000 бе? Кој ги уби? Па бугарите ги убиха. Не се убија македонците помегу се. Кој ги уби тие? Во Ваташа на други места кој ги уби? Македонци ги убија. Кај имат граѓанска војна? Значи секоја бугарска теза. Секоја теза може уште пред да заврши реченицата да се негира, да се демантира таа. Она што го пишуваше Божидар Димитров 10 лъжи на македонизма, излезе Радулов Радуле
ги напиша 10 лажи на българизма. Да. И ќе го затвора, и ќе го тој ги направи за тоа што значи ми викаше тогаш, а јас ако напишам сите лаги на тоа, не можам да ги објавам, пошто мора да објавам 10-20 Па не постои нација не 10, тоа се 1000 лажи. Пофалсификувана и полажирана историја од бугарите. Нема. И тие нас не обвинуваат. И сега својот стран. Крадецот вика да држете го крадецот. Својот стран пробуваат да не го натоварат нас. И овие наши шутраци, ако и по трет пат им дозволат, значи ако и по трет пат не треба да се откажеме од сите нив. И од овие во СДСМ, и од овие во ВМРО, овој од СДСМ, нели одеше тамо, го бришеше на бугарски фашистички окупатор во интервјуто за BTV, покажуваше. Па избришено е тамо, да. Нели во Струмица дека пишувал дека е загинат од бугарски фашистички, окупаторот. Па добро, гледај сега и во тоа, и во честитките. Сега и кој тоа окупаторот протестира за струја, протестира за јаго. Ама и не, и за 11, пошто збори за 11 октомври. Сега дали излезе официјално? Па го читавте ли Facebook статусот на Мицкоски? ВМРО да излезе со честитка за 11 октомври. Имаше на Facebook на личната, ама не тоа. Јас зборам за официјално. Се извинам. Го читате ли Facebook статусот на Мицкоски? Ослободување од фашистичкиот окупатор. Кој е фашистички окупатор? Бугарија е фашистички окупатор. Па точно тоа е прашање. Или Италија. Ако каже Италија, бил на специализација во Италија. Ако каже Бугарија бил фашистички окупатор. Ако каже балистите не може да коалицира со ДУИ или со некој од овие структури. Гледате, тоа е кога вие за една фотелја продавате све што е национално, и се случува и во СДСМ и во ВМРО, ова што сега не се случува. Проблемот е тоа дека се продават себе, тоа е јасно. Ама продават, значи и тоа што не е нивно, продават што не е нивно, продават, да. Значи тие се, значи си прифатили, значи да продаваш, се едно некој да дојде, еве тука имаш си ти студио, тоа, но не иде да дојде да ти го продаде. Абе како може таа работа? Па не е нивно, ајка. Тие прифатили да се вазали. Но ние не можеме да прифатиме нивното вазалство. Тие искат да ни го наметнат на наша штета. Па точно тоа, тие сакат кога се прифатили да бидат васали и ние да станеме васали. Тоа сакат тие. Добро, господин Ицов, што е вистината со Гоце Делчев? Како се носи одлука Гоце Делчев се донеси во Република Македонија? Бидејќи нели како вели оној Шутрак Џамбаски, се извинувам вашата терминологија што ја користам. Па таков е, сега јас ти кажам дека Џамбаски ќе ги бугарите биле толку резигнирани од одлуката на комунистите, што по пат код лагеле довде, коските на Гоце Делчев ги расфрлале по бугарска земја и овде празен сандак. Ба сега тоа е, види, јас ти кажав и минатиот пат. Тие се ненормални луѓе. Просто ненормални, бират ги по ненормалност. Така е. Бират ги по ненормалност. Тоа е. Нема што да збориме. Добро, Мицов. Коските на Гоце Делчев и шо. И гледај сега. Тие ќе се обидат сега да направат така. Заедничко славење на Гоце Делчев. Кога земеш заедничко славење со некој, значи ти прифаќаш дека не е твој. Како дадоа сега, што дадоа? Климент, Наум, царот Самуил припаѓал кон бугарската традиција. Како кој припаѓал? Абе ти човек кој се бори против бугарите. Види сега. Значи работата е, гледај сега. Ајде примерно да кажеме да поминат 50 години. Да поминат 50 години и да дојдат некои слични идиоти и да кажат дека еве Васко Ефтов и Стефан Влахов се борили, нали, еди за шо си. Спортивно на тоа кој е сега нието. Еве видиш дека ние сме се бореле за обединување со Бугарија или за бугарската нација. Сега. А мене ми праве емисии на ТВ Нова во Бугарија. Дека сум Васко Ефтов българубиец, нели по Васили II българубиец, ми правеа такви некои скечови на ТВ Нова, тоа е најмокната бугарска телевизија. Знам. Недела во 19 часот во главното нивно предавање на главната политичка емисија. Па види сега, кога се ако си бугарубиец, значи ти дават голема улога. Ми забранува да добијам визи, ми забранува, не сме виза, нели на време бугарите визи дава. Се чувствува како Европска унија, како Брисел, па тие одлучуваат на кога ќе дадат, на кога не. И одредени шутраци нивни овде, вазали слуги бугарски, оде и неко доша не прејавува кој сме и кој не сме виза да добие. Видите
Значи, кога на бугарите ќе им даеш власт, да може да се случуваат вакви оперети, вакви циркузи. Сега јас не знам, може тука во тоа и тука кај тебе да сум го кажал, и тоа кога беше за Гоце Делчев, кога направивме трибина во февруари, и тоа го кажав, пошто не е мое тоа, не е мое мислене, туку на тоа академикот Николај Хајтов, кој при тоа беше бугарски националист, јак бугарски националист, признаваше, нали, вика, бугаринот кога го натиснеш, значи газ дава. Кога го отпуштиш, газ бара. Сега ни барат изгледа. Тоа сега значи сега ние треба да одлучиме дали ќе им дадеме, значи тие што за две червени, за две червени зборевме, нели? Дојдува сега во ситуација ние да прифатиме да бидеме за две червени. Не прифаќам, господине Мицов. Не се согласувам и не прифаќам таква подредена ситуација во однос на Бугарија и на да не ваите две червени вие. Не да не ваите две червени. Две червени. Не може во емисија две червени. Не може две червени, не вадам, ама вадам сега, ето тука кое се, затоа се го држам во тоа. Сега некои работи кои се, значи тоа е Атанас Буров, најголемиот бугарски банкар. Значи, кој бил пред 44-та година. Значи, комуницирало тоа со френската Париба, имало е тоа со другите банки и така. Сега. И тој сега со интервју. Кои се ни пороците? Го праша еден бугарски новинар. И ово им одговара. Бугаринот е мрзлив. Затоа што е мрзлив, завидува. Пошо завидува е лажго. А и заради тоа што е лажго, е и крадец. Помего тоа и милиса, затоа што не сака да се капе и е незадоволен, пошто секогаш е комплексиран. Еве го текст. Сега си го држам тока, значи со тоа. Значи кога ќе помислите дека не сте во право, го вадите овој текст. Вадам го, пошто сега јас тука не зборам, јас тоа не е само избор, тоа е на Атанас Буров, кој е бил најмоќен банкар во Бугарија и секој случај добро се е водел финансите. Тоа по 44-та година го интернират и завршува живот. Ги натера некој да не го дадат Гоце Делчев или се испочитува волјата и желбата на Гоце Делчев да биде закопан во столицата, во главниот град на независната Македонија? Самиот факт дека таков тестамент оставува Гоце Делчев, зашо бе, па тој кој е бугарин ќе сака да го закопа во Софија. Така е. Ма не, јас за тоа ти викам. Има степени на ненормалност. Ако сака во родното место, има степени на ненормалност, сега секои степени на ненормалност таму се поминати. Сега. Има некои навистина, еве како тоа Стефан Дечев, читам од Југозападниот универзитет, нали, во Неофитрилски во Благоевград, кој паметно збори. Еве зборихме за Ивајло Дичев, за Михаил Вјанов, кој беше таму советник на Желю Желев, нормално. Се и тамо критична мисла. Сега, критична мисла, види, нема народ кој да биде народ целосно од идиоти. Нема таков народ во светот. Ама, проблем е тоа што тие не се на тоа, не се на функции, не се како и тука има паметни, ама тие не се во собранието. Не ли така? Така е. Паметните не се во собранието. Сега, и тоа нешто, да ти кажам, кое точно ми го предадува сега, конференција на Бугарската академија на науките. Сега, еден бугарски професор со еден турски професор. И бугарскиот сега се така, значи се доживува како тоа и вика. Па ние сега по Бугарија 90 од 100 од нас со високо образование и само 10 вика така се неписмени 10% од тоа. А вика кај вас во Турција што? Вика 90% вика неписмени и само 10 тоа. И овој го гледа и вика во право сте колега. Но и во двете земји управуваат тие 10%. И тука е проблемот. Ова ќе биде ли последен бугарски обид да се скрши Македонија, бидејќи ова сега што се прави е обид за во наводници прво историско, а подоцна и територијално поробување на Македонија. Секако тоа, не. Тоа нема да биде последно и јас ќе кажам тука сега, така може да некој звучи жестоко, ама ќе кажам сега. Додека постои бугарска држава, секогаш ќе има обиди
за тоа, значи за агресија. Кон послабите, во случајот испаѓа Македонија. И кон останатите, сега. И кон Грција, сега тие не смеат, ама ако имат можност, секако и Грција, и Србија, и тоа, и Руманија, и секогаш додека постои бугарска држава ќе има агресија. И затоа што се враќаме на почетокот. Затоа што, значи, ако нема агресија, тогаш самата таа ќе се уништи и нема да постои. А за да се удржи да постои, таа мора да активира агресија. Значи, Нагор не може, инаку ќе се распадне. Или ќе ја нема, или ќе постои преку агресија. Точно така. И кога ги примја во НАТО и во ЕУ... Нема врска, НАТО и ЕУ секако си така. И кога ги примја во НАТО и ЕУ, тие треба да бидат свесни дека прима држава која ќе генерира конфликти. Така е, така која ќе извезува криминал, ќе извезува проституција, ќе извезува се и се што. Значи, тоа е таа држава. И ќе извезува простотилак. Тие 10% тоа ти е тоа. Значи, тоа са ти, значи тоа е ген. Генот не може да го мени ни НАТО, ни ЕУ, ни некоја си друга унија, не го смени ни Варшавскиот договор. Генот си е ген. Тоа е. Непроменлив. Како да бъде. Може да се промени, ама во рамките, да кажем, кажали дека во рамките на 5, 7, 10 хиляди години. Значи да резюмираме. Бугарија нема да се откаже, бидејќи агресијата и ме спиритис мовенс да обстанат, или ќе бидат агресивни кон Македонија или кон некои други соседи, или ќе имат агресија внатре ќе се распаднат. Не може да се откажат од историските барања, бидејќи ќе треба да призна дека тие се вештачка нација. Тие се вештачка творба, тие имат вештачка историја и така натаму и ќе продолжат. Зашо гледај, кои се најагресивни на Балканот? Најагресивни се точно вештачките нации. Грчката и бугарската. Ја извакаш, па тие се вештачки, кога си тоа, тие се најагресивни. Србите добро, ама не толку. Руманците да, ама не толку. Хрватите да, ама не толку. Ако ги споредиш, и на тој можеш да сфатиш која е вештачка, која не е и која е комплексирана. И да ве дополнам. И албанците. Да. И албанците. Значи трите. Да, и албанците. Бугарија, албанците, да. Албанците, пошто тие имат задоцнето, нали, и тие се, значи, тие имат и слично на бугарите, тие имат таков комплекс. Ја читавме Теодора Толова, која ги имаше виенските архиви, книгата која беше потпрена виенските архиви. Точно таа, види сега, тие пошо, тие, значи, албанците, тие се доживували како, значи, како поголеми дури од турците. Ама турците тоа не го прифаќат. Значи, ти им дават да властват таму, да, знаеш, тепали македонци во 17-18, тоа доктор Петар Поповски многу добро во тие два тома го кажа и така, ама турците ги користат, да, добро, тепајте таму христијани, ама не ги прифаќат за равни. Сега тој има многу голем комплекс од таа страна. Тие разочаран, тие ти пишува таму како се разочарани така. Сега тие од таму пак веќе кога се создава држава, тие па веќе мразат другите пак за тоа што внатрешно види, ти ако внатрешно не си задоволен, ти мора, ако не се тука ќе добие срцев удар. Значи, за да не добиеш срцев удар, ти мора таа омраза, таа злоба да ја проектираш надвор. Сега кам другите, голема Албанија. Значи, зашто како тие ќе прават голема Бугарија, па ние да не направиме голема Албанија? Пошто тие кога се правили голема Бугарија, како се мислели голема Бугарија, овие се мислели за турци. Така е. Нали, ете така. Значи за доцнати. И сега, овие ќе прават, па ние нема да правиме. И ние ќе правиме. Како Србија, Србија, па што е Србија? Не е тоа. Ете тоа е на малиот, на комплексираниот, на идиотот, на тоа, на генетично увредениот. Ето тоа е проблемот. Со такви види, со такви не можеш. Како ќе водиш дискусија, на научна дискусија ќе водам со такви. Не можеш да водиш научна дискусија. Не само научна, некаква дискусија не можеш да водиш. Мицо, ми беше задоволство. Исто и на мене. Многу среќа. Се гледаме, може ќе се видиме на интервју многу побрзо него што претпоставувам, бидејќи така да. Сега не знам. Значи така да видиме здрави и живи, па да. И дај Бог, јас секогаш сум кажал, дај Бог да не стане тоа што јас сум го мислел и го пишувам. Ќе бидам среќен да не биде, за жал така испаѓа. Што да правам? Се најдобро. Благодарам.
ви реков дека е жестоко интервју. И кога ќе ви кажам дека е жестоко интервју, да ми верувате, почитувани гледачи, вакво интервју можам да направам со 10-15 личности во Република Македонија и затоа господин Стефан Влахов Мицов има карт бланш, има отворена покана кај мене. Секогаш кога има што да каже или да соопшти на македонската јавност, тоа да го направи преку емисијата во Центар. Ние се гледаме недела во 22 часот. До недела во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да си, но сакам за крај да ви пратам одредена порака. Гледате, почитувани гледачи, ова што сега се случува овие преговори со Република Бугарија, всушност значат спиритус момент за опстанок на бугарската држава и бугарската нација. Тоа 10 пати го кажавме во интервјуто со господинот Стефан Влахов Мицов. Ако бугарите капитулираат сега во однос на македонското прашање, ќе капитулираат и во однос на ромското прашање, ќе капитулираат и во однос на турското прашање. Есенцијата, лепакот на постојање на бугарската нација и на бугарската држава ќе биде изгубено. Затоа бугарите сега не се борат толку за да ја спасат или да ја напишат на нео историјата, туку да се спасат својата држава. Тоа е првата фаза. И има тамо одредена шутрачка структура која смета дека Бугарија треба дополнително да се прошири, односно се прошири на територијата на Република Македонија. Како ќе се прошири? Прво ќе направи територија, второ ќе на таа територија ќе напише историјата и од кога ќе биде напишана историјата да се создаде подложка за да може да биде освоена таа територија. Како вели Влахов Мицов, ако агресијата на Бугарија не биде извезена надвор од територијата на Бугарија, таа ќе остане во рамки на територијата на Бугарија, тогаш бугарите ќе почнат да се тепат сами помеѓу себе, да се карат сами помеѓу себе и ќе исчезне лепакот кој ги држи тие повеќе од 100 етнички групи кои постојат во Република Бугарија да се чувствуваат бугари и да имаат бугарска држава. Тоа е некој пледое, крајот на ова интервју, крајот на ова емисија се гледаме во недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.